Дечки, добре дојдовте. Те најдовме, благодариме за Дојдовте у Хитмејкер. гостопримството на ова преубаво место и една и единствена музичка емисија во Македонија. Фала му на Бога што ја направи. Давајте поддршка. Фала ти што постоиш. Како зборевме претходно, Хитмејкер ќе биде успешна кога ќе се појават уште неколку клонови на Хитмејкер од Ајде други телевизии, што чекате? каде што артистите покрај тука, нели, ќе има и каде на друго место да идат и песните ќе може да ја добијат вистинската шанса. Да. Тоа е целта. Баш. Со Господ напред да повлечат под Хитмејкер затоа што музиката и сцената навистина има Дечки, потреба. голема чест ми е што сте тука, бидејќи сте, нема да кажам колку години присутни на нашава естрада, еве ќе ја направиме тоа као нека биде коментар. А за првите што ќе пратат у коментар колку години ќе славите, ќе направиме еден giveaway. Еве тука има две мајци И трета црвена ќе даеме. и трета црвена. Значи 3 коментара чекаме. Први со точната година. Колку години? Веќе објавивме вајда. А, Лесно не. прашање, а? Значи, многу млади рапери прошле кроз ваши раце. Добиле шанса. Некои не ја искористиле многу, некои... Сега не ја искористиле. Види, ние сме такви луѓе, значи не може секој да биде учител. Знаењето и информацијата што ја имаме, не ја чуваме себично за себе, никој пат. Секој пат ја шириме на луѓето. И многу пати луѓето со тоа што го добиле од нас, го подигнале на уште повисоко ниво. И ден денес сакаме со млади луѓе да комуницираме, не инспирираат. Еве поздрав до Андреј Дре Јовановиќ, кој што е еден одличен музичар, артист, продуцент И MC. и MC, и реално се запознавме пред неколку години, ама ни ја врати младолашката енергија. Оти веќе сме во некои години кај што тоа е малце подзаборавено. Иако сме Петар Пан со Чичо Жаре, никој пат не сме се дале на системот да не ставиле во пранги, во Тоа е му е јасно 9 to 5 не да, сме. Тоа му е 9 to јасно 5. на секој што ве запознал, макар и на кратко, дека ја имате моќта да ги ослободите луѓето и они од својата глума да се ослободат и да може да бидат искрени, бидејќи или ќе го прифатат тоа како начин на комуникација или нема да има комуникација. Тука е, да, тие две се. Значи, само вистина, строго вистина и искреност и комуникација на вода. Јас стално викам добра вода, знаеш, добра вода и добра вода која ќе се најдат после 10 години не се виделе, тоа продолжува, ме разбираш, пример со тебе се видовме сега за ова, ама предходно имаше некоја пауза, исто као да сме се дружеле константно, знаеш, ни се сакаат водите. И за тоа кога ќе се сретнеме со некои другари што одамна не сме се виделе, едноставно како да продолжува секвенцата. Да, времето застанало, емоциите се тие. Не сме глумеле никад нешто што не сме. Дури сме и преголеми демократи, како да кажам, па и за тој Токсикологија мюзик која формиравме беше една замислата, отиде скрос у неповрат, нели, у Јас знам кога сме се бореле за авторски права, кога ќе влезете вие у просторијата, секогаш искачаа на површина тие што не се спремни да ја спуштат својата маска и лесно можеме да ги детектираме каде се проблемите. Нажалост, таму е болката, ја уште се сеќавам кога ги прочитав 10 најголеми хита, никој не знаеше од нас ниту едно од тие песни. They're the real hitmakers. Да, правите хитмейкери таму се и покрај све, еве сега баш тоа се мислиме сега за концертот, дали треба сами на себе да си платиме. Ама ти знаеш што е најјакото, од 300 денара карта, 101 денар е за државата и за операторот на карти. Да. А ние имаме по 99,5 денара. Плюс еве ги замп сакаат исто некој посто.
Да. И уште останува за нас, а ние правиме се. Да. Ние трчаме, ние организираме, ние снимаме, ние букираме, ние Али затоа тамо кај што има карти по 50 евра карта, 70 евра карта, Таму нема. они кажува дека е тоа добротворно, дека се продадени 100 карти, а продадени 3 концерти. Затоа што не ги трпите неправдите и се што се дешава. Имало ли период во овие, да не кажам колку децении, кога ви било тешко затоа што немаше толку да ругате на некој начин, да исправате? Се погодило ли? Немало Малце таков така период. фино време. Немало таков период. Имаше фино време кога се заработуваше од музика. 3, 4, 5 години, можеби. Да речеме сме ваделе добра плата. Со некој 2-3 настапа, 4 месецот. И беше окей од 2008 до 2012-13, после некако флоп падна и тоа е. А иначе за околу креирање на текстови, пишување на социјални теми, жалното е што е албуми и песни од пред 13 години, од пред 20 години, уште важат, уште не сме помрднати. Уште не сме помрднати и тоа онака психички сега пак ли ќе пишуваме, што со Видо другарот што ја основавме заедно, пука вика па ли ќе пцуваме држава. Ај ќе правиме песна како па ли ќе пцуваме држава. Викам па што ќе правиме? Да. Добро, да. Иако сме правеле и разни други глупости, меѓу кои албумот на Елоквентни господа, кој што е цел израз на меѓу препони или нешто, не знам што ни беше цензурирано, не ни беше пуштено за нешто такво, некоја песна. Да, за некоја глупост. И после направивме цел албум со најмногу пцување. И жалното е што у толку време и толку пример ние сега собиравме, сме негдека 216 песни ја што ги најдов. Плюс 2-3 хард диска што умреа целосни албуми. Значи сме направиле многу музика, а само за Елоквентни господа у теа модерна имаше одломак и пишуваше све најлошо, нели она и задњата реченица ќе ја памтам цел живот. Така вашите деца слушаат Елоквентни господа, вие сте лош родител. Кажи ми како дое моментот на свичнување, пука у брука? Па ние од увек сакавме да имаме бенд и да правиме реге, ама не реге како што прават Conquering Lion и други бендови, нели, не да правиме како што го прават тоа Јамајка, него сакавме, ние си го викаме реге, иако повеќето и песни не се баш реге, а го имаат само тој, да, не се руц, го имаат само тој момент. Го сакавме тоа, едноставно Жаре и Кришо се сретна, не знам кога. 2010-11, 2012 више почнавме да се склопуваме. Па направивме мега голем бенд, па се вративме у основата. Можам да кажам дека у Хитмейкер сите се добре дојдени, сите жанрови на музика, но има само едно мало правило што би било убаво да се исполнува, а тоа е во било кој жанр на музика да има малку musicianship, значи да има вклучено некој музичар во сето тоа. Да гостува или на дали соло гитара или бас или саксофон, не е вака, значи да има допир на, да има допир на музичар во сето тоа. Жаре почна да го вика ЧТ, оти сега е многу нели модерен АИ. И он вика од сега ќе почнеме ние да ставаме ЧТ, човечки труд. Редовте на Хитмейкер. Еј, бате Дарио, респект. Среќа што си толку голем изнад светлата си. Така, јас сум пониска него видов. Ај здраво живо, добри бе, еве. Да не испоштува. Бато принц, еве, ќе завршиме. Загреваме пред тебе. Пред група сме ти. Пред група. Значи, вие представувате се она што треба да биде еден артист. Значи, вклучување на сите возможни човечки фактори во една ствар. Од идеја, емоција, агресија, вклучување на музичари. Така е, еве и за инаку спремаме нов албум, тоа не го спомнав. Неправилни форми, она што зборевме и за Коко песната. Абе, така ни беше кејф, толку увод ставивме. Да. Сваѓаш, значи тоа е тоа. Не сме робувале никој пат на некои, знаеш, поставени од претходни стандарди.
поентата ми беше дека нели правиме нов албум. Ние и претходно кога сме правеле, јас можам да земам скречови од диџеј, било кој продуцент може да ги симне или сега модерно ај да ги направи, меѓутоа не, јас сакам диџеј Гоце, диџеј Цваре, диџеј Славе, луѓе кои што сме битисувале заедно и луѓе кој ќе го направи, ти преска дали беше во емисија или надвор од неа, не е битно, каже дека таа несовршеност е уствари што е дава убавината. Премногу совршено. Зборевме дека никогаш не знаеш што, може би грешка или артефакт од самата снимка може да иницира некоја хемија кај тебе при слушање. И некој ако ти каже, скрати го басот, можда баш тој вишок на бас мене ме тригерува, ми прави милачи некоја хемија што прави да се свија. Не можеш така да најбитно е според мене и за младите артисти, креатори што сега почнуваат да прават музика, дека е најважно на нив да им се допаѓа. Да. Они да знаат дека на него му се допаѓа и после другото, пошто и на нас ни солеле памет, што не направите вака, што не направите така, што не смените ова, што не направите она, не сме слушале никого. Концертот кога е? 13 декември, 13-12, жена ми вика почнете да кажувате декември, многу луѓе не сваќаат, викам како не сваќаат 13-12, all cops are bastards. Што ден се паѓа? Сабота. Ние сме формирани 31 декември. На школска приредба, осмолетка. Не кажи годината нели има наградно. Добро, да, ние ја Даре, Видо и Марчо си даваме рука. Они имаат некоја група, ние имаме Усијани глави група. И двете групи на нова годишна забава у Лазо правиме рап група. И сега 31 многу еуфорија новогодишна ово. Она не можеш да и него му текнува на Даре, вика, абе, види 13 инверс, вика на ова, шо се паѓа 13, отвараме сабота. Ете, пишеме. Пиши и плюс 13-12 Soul Cups are Bastards. Да, се поврза со тоа, што малце со... Така, има гости. 13 ки има гости. Има гости, даваме од увек, као што преска да се надоврзаме, даваме на младина да осетат, значи, бина, публика, секој пат сме сакале да речеме, никој постар од нас нема да настапува, ние најстари. Не са вака на непланирано некој ако изрази желба, Деко, Марчо, Видо, Столе, са таа. Плочата до каде? Плочата ја чекаме, може кога ќе се емитува ова веќе да дојдеме чисто на грамофонот кај тебе да видиме како ќе звучи и да ни кажеш дали е се во ред. Здравје Боже. Дистрибуција онлайн или нема, ние со Жаре сме, ние и целиот филм околу маркетингот на кампањата ја водиме старошколски. 96. Значи сега плакати имаме цртани како од времето, сега ќе почнеме да ги лепиме. Веќе во предпродажба имаме многу плочи, приордер продадени, се сме фрапирани, благодарно. Не знаев дека толку луѓе тој медиум го слушаат, знаеш? Значи, па види, веќе нема друг медиум. Никој нема укола ни CD веќе. Значи USB не има ли или и тоа излезе? Па и тоа веќе нема. Нема бе се поврзуваш со ова чудово и на интернет. Ама без разлика Жаре мене многу луѓе што ми пиша, ја баш ги прашав оние што лично ги знам добро, викам имаш грамофон? Викам не. Па викам што? Па брат морам, вика сакам да имам плоча од вас. Успешно, да. Идеше да некој ради. Фала ви многу што бевте гости на Хитмейкер. Благодариме за фала и поддршката. што бевте дел од топ-листата. Како тоа долго време со Коко. Се ни дојде ептен. И ве чекаме со нова ствар. Да, сега Пушка и планина има една, треба да се полека, да завршиме ние со ова, ги покануваме сите што сакаат вистински македонски рап на 13 декември во МКЦ. Првиот дел е во Фросина, после имаме плоча и јадење, пиење и дружење, и после продолжува концертниот дел во Денсинг салата, така да купете си карти, поддржете македонската музика, поддржете го Хитмейкер, затоа што не поддржува, фактички сега држи оваа емисија цела сцена, една емисија за шарена сцена од поп-рок. Сега е вака, логото треба да го направат принц вака и горе вака една карпетина, бендови, луѓе бендови, музичари. Фала ти уште еднаш што напукани. Респект за Хитмейкер. Гледајте, слушајте македонска музика, гледајте Хитмейкер и давајте поддршка и вие таму фирми, јаки играчи ово, покажете се.
Ако не, па ние да се покажеме. Да. Од Може твоја така. уста у Божи уши чедо. Така.